наклонет кон вас, затоа што тоа може само Арно да му направи него како политичар стварно. Сакам само ова исто да го мора да се каже дека како една помош беше со таа странска фондација Vier Pfoten од Австрија, која што, мислам, морам да ги искритикувам RCPA, иако се кралско здружение, они се претерано конзервативни, никаде не се прифатени, па ни... Да, ама нигде не ви се подпишуваат. Моментално се тие сега главните советувачи за овој проблем. Да, они се главните советувачи. Значи, тие го аминуваат овај off the record, затоа што не сакаат да подпишат, масовно еутаназирање на животните. Дали ја подпишуваат таа стратегија што ги предлагаат? Не. Значи, еутаназија не подпишува. Тука сме одговорни ние, пошто 2000-та година едни од советниците ние ги донесовме RCPA као такви. Кој ги донесов? Срна ги донесов. Па фино сте ги зезнале. Да, убаво сме зезнале, меѓутоа се менуваат луѓето, тие луѓе што беа тогаш, не се сега. Има 2 постави сменето од тогаш на тие луѓе. Значи, нашите луѓе се обучава во Dog Trust, тоа е една друга фондација, која што има комплетно различни спротивставени ставови на RCPA. Добро. Значи, не постои само на RCPA концептот. Не е тоа прифатен концепт. Во Германија, например, во Австрија, тие се комплетно различни концепти. Верувам. Имаше една идеја во... Сега не се врејат, меѓутоа во една постава на минатите постави на Градското собрание, да се донесе таа фондација 6 месеци да бидат тука. Значи, они 6 месеци, они околу успеа за 3 недели или 4 недели во Скопје, околу 600 индивидуи да ги стерилизираат, значи, онма ги пуштаа на улица. Што значи дека они, ако можеле за 3 недели 600, може да се прерачуне за 6 месеци колку. Ма добро, и концептот кој што Игор ви го предлага. Да. Ја тој концепт не сум го измислил, тој ми е прочитан. Значи тој што ви го предлага, вас не ви, знаеш, нив не им треба ни некоја фондација да дојде, нит некое друштво, ѓомити, знаеш, се постои интернет, може да размениш искуства, не е проблем. Може. Значи имавме една ситуација пред 15 години, имавме во држава каде што се убива и проблемот гледаме дека до денеска не е решен. Имате една ситуација каде што се вработува техничка служба само за заловување и немате никаков друг концепт. И немате резултат. Значи дефинитивно може само да заклучите дека треба да го напуштите тој концепт што не успева 20 години. Не работи тој концепт. И кога ќе видите дека овој концепт кој јас го предлагам, а кој сум го видел, значи ја не сум го измислил ова, дека успеал во скандинавските земји, успеал во генерално 80% од европските држави. Тој концепт со еутаназија не успел и дури не на ограничени територии како што е Кипар, нив им требало негде 40 години да го решат со еутаназија. Може да заклучи дека тука нема дилема. Што е острово обкружено со вода. Нема дилема, никаков. Тоа е тоа. Нема миграција некоја да може. Ма тоа е концепт поддржан од ВИСПА, од ДОИПА, од ПЕТА, од некои здруженија кои што се закон во ова поле, како да... Кучиња лесно се заловуваат, ќе ги тргнете од улица, тој простор останува слободен и доаѓаат од приградските населби, селски кучиња. Тој имаме, мислам, нон-стоп има нови и нови. Вие ќе тргнете едни, нови ќе дојдат. Значи кога имате вие животно, ако го тргнете од тука, тоа има празен простор, одма другото доаѓа ќе се. И ако го вратите тоа стерилизирано куче на тоа место, оно го брани тој простор. А нема пород. И не доаѓаат други. А нема пород во идните години, значи генерално проблемот. Немате контрола некако над ситуацијата. Сега морам да се надоврзам, мога ќе ви узурпирам уште минута-две. Значи вака кога се кинат работите, се сечат у корен, се враќаме уназад, се подмладуваме. Значи соработката со тие фондации не е само на ниво на уличните кучиња. Имавме голем проблем, например, со мечките 2001 година и 99 година, значи они се повлекуваа од тој простор и највеќе од тидоа се јави, например, дека во Галичица е енормно зголемен бројот на мечките и одат надоле, према Грција. Ма нека отидат, нека ги изедат, ако идат нека Грција, тоа има везе. Сега, значи се разговараше, имаше проекти, се поднесуваа проекти по тие фондации, например, конкретно со Vier Pfoten, за дивиот свет, значи други, да не навлегуваме таму. И сега, кога они гледаат, например, една Шри-Ланка во Египет, да кажеме едно место до Луксор, е спроведуван овој проект и они после тоа ја пратат ситуацијата. Значи, дали вие понатаму градот или властите или другите
го продолжуваат проект. Да, секако. Можела е на Шри-Ланка кај што има неконтролирано се и се што да кажем, да не ги вреѓаме сега. Да. Можело и во Скопје. Да се секако, все може ако се сака. Затоа што брзо ни помина времето, Бране. Веќе сите понатаму визи. Брзо ни помина времето, сакате вие да дадете хумана порака, така? Повели затоа што си дама? Кучињата се наша реалност, бездомните ги има. И испаѓа сега само го слушаат гласот на оние граѓани кои што не ги сакаат. Меѓутоа, ние мора, цивилизирано општество сме, да се трудиме хумано да го решиме овој проблем. Веќе ако го дефинираме како проблем, нели? Да. Мора. Може би на прв поглед тоа изгледа тешко. Потешкиот пат. Меѓутоа, ние мора да целиме кој тоа, затоа што хуман третман, тоа ќе ни го подобри квалитетот на животот на сите. Не овој потежок пат што го збориме ние. Така изгледа наведум, затоа реков. Најлесно ми извади пушката, утепе го или закопе го во, мислам, како и да го прават тоа. Значи, јас зборувам и целосно да се смени начинот на граѓаните како ги гледаат односот, затоа што тоа се, пазите, наши сограѓани, уличните куќиња, мачки, да, и не можеш да ги истребиш целосно. Тие се социјални животни. Тоа е утопија. Тие се социјални животни, тие живеат со нас. Точно. Тоа е, не знам како да ви кажам, не е тоа бактерија, па ајде сега со средства за дезинфекција ќе ги уништиме. Мора да се има малку повеќе слух и тука апелирам и до медиумите. Не ми е хит, знаеш кој ќе ме прашат. И сега ги чуваш уште кучињата? Да. А децата? И што да децата? И како бе? Така да со мене спијат. Јас да речем, Мина и Кики спијат, нели? Венди спие со нив. Значи Венди, ако ја оставиш, тоа е женката Шицу, ако ја оставиш надвор од соба без Кики и Мина, те изгризат и изеде. Значи она мора една дебела, тој преправен Шицу, има 15 кг. И мора да стаеш на кревет, и мене тоа ми е природно, не дај Боже Кики и Мина да ги изгазнат случајно, потоа ноџињата, нели, они се шлатка, тоа Шицуата, не дај Боже да ги изгазнат, тоа обавезно имаат педагошка мерка, не гази куче, пази каде идеш, или Аце, да речеме Ацето и мажекот, спие со мене. Јас се гушкам исто, Аце, Јанко. Да, така да мене ми е несватливо, ама добро, затоа сме ние посебни од другите, ние животинарите. Океј, значи, ви благодарам многу што дојдовте. Се надевам дека ова порака ќе допре до оние кои што треба. Се надевам дека ќе ја продолжиме оваа битка. Еве сега мене ми имате за ваш сопартиец. И ќе се договориме, ќе одиме заедно во Вардариште, а? Фала ти многу за оваа можност. И имаме цела година, па ќе проговориме пак, ќе ви се видиме пак, а? Океј? Добро да го сменат концептот, па да не мора да идете во Вардариште. Сакав само една реченица да додадам, пошто имаме огромни поплаки од граѓаните да го слушнат нивниот глас, кои дневно се јавуваат за околу оваа проблематика, да престанат со таквото малтретирање на личните животни, затоа што верувајте, огромен број на граѓани се згрозени од ова. Да, ако не слушаат нас, барем нека го слушнат нивниот глас, затоа што кучињата се на градот, и на жителите на градот. Ајде се сладки, пеше се мили, мене со одностот ми испраќаат. Не се на градските власти. Така де па на тие. Океј. Слушнете го гласот на Анима Мунди, на Срна и секако мојот глас. И знаете што сакајте ги животните затоа што тие повеќе знаат да вратат од луѓето. Никогаш нема да ви излажат, никогаш нема да ве изневерат, секогаш се тука да ја пружат нивната лојалност, добрина и љубов. Може би сме поинакви од другите, ама сме горди што сме такви. Имајте убава вечер, ова беше Вртелешка. Фала ви.